Сосема накратко, успех е што Советот функционираше редовно. Во ниеден случај не се доведе во ситуација да не може да биде планирана седница, на која што ќе се разгледуваат точки што доаѓаат како предлог за дневниот ред, дали е тоа редовна или вонредна седница. Ние одржавме близу, не знам, таму 60 редовни седници, 7-18 вонредни седници, сите беа завршени. Сега, внимајте, тоа и во минатиот период, ќе се покаже и за наредните избори, мора да бидеме свесни дека Скопје е како така мултиетничка средина, партиска поделеност, мултиконфесионална средина е на политички план многу фрагментирано. Во Советот на град Скопје, само како представници на политичките партии, мислам дека има некаде застапени 14-15 политички партии, не секојаш самостојни, туку во поголемите коалиции предводени од водечките партии СДСМ и ВМРО-ДПМН од македонскиот блок, има и независни членови, така што многу е тешко да се формираат стабилни коалиции. Такво нешто сме немали. И тоа на некој начин ја отежнува работата на Советот во смисла на носење на одлуки со консензус. Верувајте, иако, како што спомнавте, можеби има печаток дека работата била блокирана, многу работи зависат и од односот на градоначалникот со советниците и со председателот на Совет, пошто јас не би навлегувал. Но, да заокружам, тоа што Советот функционираше, немаше ниту еден ексцес, инцидент, секако има препирки, некојаш повишени тонови и така натаму, како што сме гледале на други места, и во совети, и во соседните земји, и во светот, во парламенти и така натаму. Мислам дека успеав со својот авторитет да се наметнам, да го придобијам на некој начин уважувањето и од страна на опозицијскиот, да речем, СДСМ, тука спаѓа и ДУИ и така натаму, со сите имав прекрасна, да речем, соработка, дека јас сум председател на сите во Советот. Тоа е единствената сатисфакција. За другото не можам да гарантирам, затоа што, внимајте, јас бев некојаш во ситуација доведен да гласам спротивно на коалицијата која што ја представував. Се разбере, користејќи го правото, дека секој член на Советот постапува или гласа по собствената совест и наоѓање. Да го закружиме овој